Владата на 195-та седница донесе одлука за прогласување кризна состојба во општина Гостивар во време трајање од 30 дена, по предлог на управувачкиот комитет. Одлуката е донесена поради состојбата со водоснабдувањето и потребата од координирана институционална реакција. Од владата соопштија дека локалната самоуправа нема капацитет самостојно да се справи со настанатата ситуација, поради што со прогласувањето на кризна состојба ќе се овозможи побрза координација на надлежните институции, ставање во функција на водоснабдителниот систем и обезбедување безбедна вода за пиење за граѓаните во најкусможен рок. Владата нагласува дека заштитата на здравието на жителите на Гостивар останува врвен приоритет и очекува основното јавно обвинителство да спроведе темелна истрага за случајот со загадувањето на водата, како и да утврди одговорност за сите кои со своите постапки го довеле во ризик здравието на граѓаните. На истата седница владата донесе и кадровска одлука со која Златко Перински е именуван за вршител на должност директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, по предлог на министерот за здравство. Перински е магистар по менаџмент на човечки ресурси, а во досегашната кариера беше министар за локална самоуправа, генерален директор на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје и управител на спортскиот центар Борис Трајковски. Продолжува трендот на намалување на бројот на нови пациенти со симптоми на гастроентеритис во Гостивар, покажуваат најновите податоци на Министерството за здравство. Според информациите од јавните здравствени установи, во текот на вчерашниот ден се бележи значителен пад на бројот на лица кои првпат побарале лекарска помош. Во општата болница во Гостивар биле извршени вкупно 183 прегледи, 111 на инфективното одделение, 65 на одделението за педиатрија и 7 во ургентниот центар. Во исто време во здравствениот дом Гостивар биле регистрирани 110 прегледи. Итната медицинска помош примила 25 повици. Министерот за здравство Сашо Клековски информираше дека бројот на прегледи во болницата е намален за 38% во споредба со 19 јули, кога биле регистрирани 289 пациенти. Намалување се бележи и во здравствениот дом, каде што бројот на прегледи паднал од 315 на 18 јули, на 275 на 19, а потоа на 110 на 20 јули. Од Министерството оценуваат дека овие бројки представуваат позитивен показател за постепено стабилизирање на епидемиолошката состојба во Гостивар, но нагласуваат дека состојбата и понатаму внимателно се следи. На 19 јули во Гостивар беше прогласена епидемија, откако повеќе од 1200 жители побараа медицинска помош поради стомачни тегоби, за кои се сомнева дека се поврзани со загадувањето на водата за пиење. Најмалку 27 лица загинаа, по 83 се уште се трага, откако патнички траект МВ Барима се преврте во близина на брегот на Гвајана. Според властите досега се спасени 69 патници, додека нуркачки екипи и спасувачки тимови продолжуваат со интензивна потрага по исчезнатите. Премиерот Марк Филипс изјави дека истрагата за причините за несреќата е во тек и порача дека секој кој ќе биде прогласен за одговорен ќе сноси законски последици. Во меѓувреме, министерот за јавни работи Хуан Ечхил го обвини операторот на траектот за сериозни пропусти, откри дека капетанот и најмалку еден член на екипажот биле позитивни на тест за канабис. Тие заедно со уште неколку членови на екипажот се наоѓаат во полициски притвор. Истрагата покажала и несогласување околу бројот на патниците. Иако официјалниот список содржал 133 лица, властите проценуваат дека на траектот во моментот на несреќата имало вкупно 179 патници и членови на екипажот. Според сведоштвата на преживеаните, траектот бил погоден од голем бран, пошто нагло се навалил и за неколку секунди потонал. Дел од патниците успеале да се спасат држејќи се за пловечки предмети додека не пристигнала помошта. Во спасувачката операција покрај државните служби учествуваат и приватни чамци, тим од француската војска испратен од Француска Гвајана. Меѓу спасените има и 15 деца, а тројца патници остануваат на болничко лекување со полесни повреди. Властите велат дека потрагата по исчезнатите продолжува, со надеж дека ќе бидат пронајдени уште преживеани. Украинскиот претседател Володимир Зеленски се соочува со една од најсериозните политички кризи од почетокот на руската инвазија, откако во Киев петти ден продолжуваат протестите, предизвикани од смената на министерот за одбрана Михајло Федоров. Демонстрантите, меѓу кои има илјадници граѓани, бараат преиспитување на одлуката за неговата смена, оценувајќи дека Федоров бил еден од носителите на модернизацијата на украинските вооружени сили и на воведувањето нови технологии во армијата.
Протестите започнаа спонтано минатата недела, продолжија и покрај руските напади во текот на викендот. Граѓаните во Киев носат транспаренти, ја пеат украинската химна и бараат промени во военото раководство. Федоров по неговата смена изјави дека врховниот командант на украинската армија Олександар Сирски извршил притисок врз претседателот Зеленски за неговото разрешување. Тој побара Сирски да биде сменет, а неговите поддржувачи започнаа јавни повици за неговото заминување од функцијата. Сирски ги отфрли обвинувањата дека поставил ултиматум и порача дека останува фокусиран на војната и на командувањето со украинските сили. Зеленски во изминатите денови одржа низ состаноци со советници и воени команданти, обидувајќи се да изнайде решение што ќе ги намали поделбите во земјата додека трае војната со Русија. Аналитичарите оценуваат дека претседателот се наоѓа под сложен притисок. Од една страна да ја зачува стабилноста на военото раководство, од друга страна да одговори на барањата на јавноста за реформи и поголема транспарентност. Демонстрантите порачаат дека ќе останат на улиците се додека не добијат одговори и промени. Дел од нив сметаат дека протестите се доказ дека украинското општество и понатаму ја брани демократијата и правото на јавно изразување. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, попладне на повеќе места се очекува локална нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Според прогнозата на одделни места ќе има услови за краткотрајно невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер кој долж по Вардарието повремено ќе биде засилен и од северен правец, додека во западните делови од земјата ќе преовладува слаб до умерен западен ветер. Утринските температури ќе се движат од 12 до 21 степен, дневните ќе достигнат од 27 до 33 степени Целзиусови. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди, во одделни делови од котлината ќе има локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека нестабилното време ќе продолжи во наредните денови. До петок, под влијание на влажни и нестабилни воздушни маси, ќе има повремени врнежи од дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни и ќе преминуваат во краткотрајно невреме со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок се очекуваат пообилни врнежи. Со продор на постудена воздушна маса од север ќе следува и значително намалување на дневните температури низ целата земја.